Општина Кочани ги известува граѓаните дека в понеделник на 18 јули во вечерните часови стручна екипа од компанијата Лиса Ком МС од Кавадарци ќе го спроведе второто терестичко прскање против комарците. Со превентивната дезинсекција од земја ќе бидат опфатени површини во селата Тракање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Грдовци, Прибачево и Оризари. Од општината исто така информираат дека наредниот ден во вторник на 19 јули ќе се спроведе уште едно прскање. Во раните утрински часови Друштвото за авиоуслуги Бониер од Куманово ќе го реализира второто авиотретирање против комарците. При тоа со третманот од воздух ќе бидат опфатени површини во градското подречје на Кочани, како и во рамничарските села на територијата на општината. За третманот против комарците и од земја од воздух ќе се користат широкоспектарни инсектициди, што претходно се одобрени од Бирото за лекови. Пчеларите треба да ги преземат потребните заштитни мерки за време и по третирањето на подрачјето на општина Кочани. Во случај на ветар и други неповолни временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен период. За оваа летна сезона, општина Кочани ќе потроши околу 3 милиони денари за прскање против комарците и од земја и од воздух. Сумата е повисока за околу 500.000 денари во споредба со претходните години, а средствата се обезбедени од општинскиот буџет. Возач на автомобил од Тракање бил потешко повреден во сообраќајна несреќа, што во четвртокот околу Пладне се случила на магистралниот патен правец од Македонска Каменица кон Делчево. Поради сериозноста на повредите тој бил префрлен на лекување во Штипската болница. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека на 14 јули во 12 часот во полициската станица во Делчево било пријавено дека на патот Македонска Каменица Делчево се случила сообраќајна несреќа. При тоа дошло до судир меѓу товарно возило Citroen со скопски регистарски ознаки, што го управувал 47 годишниот ГС, како и патничко моторно возило Сеат со штипски регистарски ознаки, што го управувал 46 годишниот ТМ од Тракање. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот на патничкото возило, додека пак возачот на товарното возило од Скопје се здобил со повреди што биле констатирани во итната медицинска помош во Делчево. Возачот на автомобилот Сеат бил префрлен во клиничката болница во Штип. Увид на местото на настанот направила екипа од полициската станица од Делчево. Министерството за внатрешни работи ја реализира кампањата Безбедно лето како дел од превентивните активности за намалување на бројот на криминални и девијантни појави. Превенцијата главно е насочена кон зголемена сигурност на имотот на граѓаните, особено на нивните домови, за да се заштитат од кражби. Од секторот за внатрешни работи од Штип упатија јавен апел за поголема внимателност на граѓаните, особено кога ги напуштаат домовите на подолг рок, како што е и заминувањето на летување. Секторот за внатрешни работи Штип апелира до граѓаните пред да ги напуштат своите домови, да ги преземат сите неопходни мерки за заштита од тешки кражби, како што се заклучување на влезните врати, вратите од терасите, балконите, гаражите и подрумите, внесување на вредни предмети во соодветни простории, а особено да бидат внимателни при користење на социјалните мрежи, односно да не постираат слики и места каде престојуваат, бидејќи тие се вистински извор на информации за крадците каде можат слободно да оперираат, односно можат да станат лесен плен на кражба. Панајотова нагласи дека во изминатиот период се поднесени над 50 кривични пријави за недозволена трговија со дрога, а има и изголемена ефикасност во расчистувањето на кражбите и разбојништвата, како и намалување на бројот на жртви во сообраќајот. Јавниот ред и мир во изминатите 6 месеци годинава бележи намалување кај пријавените прекршоци за 7%. Во областа на сообраќајот бележиме намалување за 33% во сообраќајните незгоди со загинати лица, каде во овој период од годинава имаме во делот на сообраќајните незгоди 4 жртви во споредба со истиот период лани, кога во сообраќајни незгоди животот го загубиле 6 лица.
Од секторот за внатрешни работи најавија дека кампањата Безбедно лето ќе трае до средината на септември, при што упатија порака до граѓаните сите небезбедни настани и појави да ги пријавуваат на телефонските броеви 192 и 112. Општина Зрновци ќе инвестира сопствени буџетски средства за изработка и поставување на нова автобуска постојка, наменета за граѓаните кои користат јавен превоз од општинскиот центар кон другите населени места. Според проценките, за оваа намена планирано е да се потрошат 200.000 денари, а објектот ќе биде поставен во центарот на Зрновци. Веќе е објавен јавен повик за избор на фирма која ќе ја изработи и постави автобуската постојка, што според техничката спецификација ќе биде од затворен тип. Со тоа ќе се обезбеди заштита на патниците од временските услови. Од изведувачот се бара постојката да биде проектирана на површина од околу 16 квадратни метри, да биде изработена од сендвич лим, а предвидени се и два прозорци и врата со надсветло, изработени од ПВЦ материјали. Постојката ќе биде фиксирана на бетонски под со соодветни метални држачи. Рокот за пријавување на заинтересираните понудувачи е до 21 јули. Избраната фирма на јавната набавка ќе има рок од 1 месец да ги заврши преземените обврски. Во моментот во Зрновци нема соодветна автобуска постојка, поради што во локалната самоуправа е оценето дека нејзиното поставување има приоритет меѓу објектите од комуналната инфраструктура. Вработените во општинската администрација во Кочани бавно или воопшто не ги доставуваат бараните податоци и не одговараат на прашањата што ги поставуваат членовите на советот на општината. Таквиот заклучок веќе неколку седмици наназад советниците јавно го искажуваат на говорница, но досега состојбата не е променета. Советниците на крајот на секоја редовна седница имаат можност да градоначалникот, но и до стручните служби да постават по неколку прашања што не се дел од дневниот ред, но се однесуваат на проблеми што се од интерес за јавноста или ги засегаат граѓаните. Во просек на секоја седница има по 10 такви прашања, за кои во изминатите години практика беше градоначалникот веднаш да даде усен одговор, а доколку има потреба да се достават податоци и по писмен пат. Јас уште пред барањето на 20.12.2021 година имам пратено барање до градоначалникот за тампонирање на пристапни патишта до земјоделско обработливи површини. Им наведено 3 патишта, на барањето не ми е одговорено. Сега исто јас сакам да прашам на кој начин, по кој принцип, дали има некој правилник, ама изгледа нема изработено правилник. Јасно е дека ние како совет сме занемарени од дел од општинската администрација. За мене недозволиво е 8 месеци ние да чекаме за да се изработи таа приоритетна листа. Ќе ни помине мандатот ако вака ноншалантно не доживуваат од страна на службите. Значи јас не знам зошто на таков начин општинската администрација го деградира советот и не донесува во ситуација, значи на вистина да треба на ваков начин да ги опоменуваме. Јас еве уште еднаш минатата седница поставив советничко прашање до каде е работата, го дадов предлогот, уште еднаш бараме уште еднаш тој правилник конечно да биде изготвен. Сериозно мислам дека е дури срамота. Срамота е на таков начин да се занемаруваат иницијативите и да се попречува советот на најсоодветен начин да им излегува во пресрет на потребите на граѓаните. Освен од општинските служби, советниците се жалат дека и институциите што се под надлежност на локалната самоуправа не доставуваат одговори на прашањата. 3 седници поред нема одговорено советски прашања кај во Кочани. Дали ќе чекаме за 3-4 мандат на нов директор, не ми е јасно. Ние како советници имаме право, еве и колегата Иле Малинов неколку седници поставува едно исто прашање, истото е во интерес на нашите сограѓани. За жал, индиферентноста на општината ме загрижува. Со оглед на тоа што општинската администрација не одговара на прашањата кои што ќе се наметнат во текот на дискусијата, очигледно не ги нотира, а не одговара, морам да кажам, на време и на другите вака
во делот за советнички прашања, поставени прашања, јас сакам уште еднаш да го потенцирам, а ако треба и на писмено, нели, со барање за информација од јавен карактер, веќе ќе треба да ги бараме прашања во советнички, одговори на прашањата. Советничките прашања се вообичаена форма преку која всушност граѓаните комуницираат со локалната власт, односно ги доставуваат своите барања до градоначалникот или општинските служби. Во негово отсуство пак, или во случај кога не може веднаш да биде одговорено, администрацијата има обврска да даде писмен одговор во разумен рок. Ваквиот рок не би требало да го надминува периодот до одржување на следната седница, односно околу 30 на денови. Сепак, во функционирањето на овој советнички состав, практика стана одговорите од општинската администрација да не се доставуваат со месеци. Продолжуваат надпреварите на фудбалскиот турнир, што во рамки на јубилејните 50 Илинденски спортски игри се играат на теренот во Чешиново. По одигрувањето на првите 3 средби по групи, во средата и четвртокот се одиграа уште 3. На нив имаше 2 победнички екипи, а еден надпревар заврши нерешено. Во средата екипата на Карбинци го совлада Облешево со 3:1, со што покажа дека се вбројува меѓу фаворитите за борбата за освојување на првото место. Во четвртокот пак слога Виница беше многу поубедлива, совладувајќи ја екипата на Спанчево со 6:3. Со тоа исто така си овозможува продолжување на настапите на турнирот. Истиот ден се одигра уште една средба меѓу екипите на Бања и Жиганци, но таа заврши без победник, откако и двете екипи постигнаа по 1 гол. Фудбалскиот турнир на овогодишните Илинденски спортски игри продолжува викендов. В сабота од 17 часот се среќаваат екипите на Чифлик и Кучиджино, а веднаш потоа од 19 часот ќе играат Академија Чешиново Облешево и Соколарци.